Кај некои дечиња нема да се појави за жал емпатија и тие ќе го повторуваат, особено кога ќе забележат дека постои детенце кое што не е така подготвено нели да се справува, да се спротиставува на таквата агресија, односно е склоно кон тоа да се повлече, да се потисне себе си, да опадне неговата самодоверба и да влезе во една улога на жртва. Исто така спомена дека од секогаш имало или немало насилство или порано се закачале и се тепале децата. Оно што јас го имам како впечаток е дека во последно време или да речем последнава деценија две, децата гледаат модел од своите родители како тие се борат за моќ. Во каква борба на престиж влегуваат со нивните колеги, соседи, соработници, надворешни, внатрешни, како и да е. И тоа го кажуваат дома, го соопштуваат, го разговараат дома. Така е, така е. Децата прво што не ги гледаат вредностите, нели како миролюбиво можеме да соработуваме со некого, туку и уште повеќе што гледаат дека дозволено е да погазам некој друг за да јас бидам во право, за да јас бидам. И тоа е модел кој што децата го прераскажуваат понатаму на нивни детски јазик. Тие нема да ги направат истите карактеристики, односно однесувања како родителот, меѓутоа чувството, задоволството, лидерската потребата за лидерство кога ќе биде задоволена, некаде доживувањето е на исто рамниште.